возилата кои што се затекнати на тој автопат, најверојатно мислеа дека ќе поминат, многу дел од тие возила се зафатени и однесени во полето измеѓу заобиколницата и Стајковци и Сингелич. Полето беше полно со коли. Така, и тоа позади, скроз позади, од таму ја дотерала, силата ја дотерала, водата ја дотерала, предниот крај била качена, скроз на зидот беше качено, додека задниот беше влезена комплетно во калта позади. Колку метри има од обиколницата до овде? Има едно 200 метри сигурно и повеќе. Повеќе, 200-300 метри. Автопатот исто така ја успорил малку водената маса која што се движила. Дали мислите дека после се некој треба да сноси одговорност за ова? Па да, автопатот не е направен како што треба. Луѓето што живеева кај големиот насип на автопатот, тие се заштитени, тие само од горе имаат наврнато в керамидите дупки направено. Овде не однесе водата. Од три страни вода идеше, река која бучи. Не бевме свесна, јас патики и влечки тука спасувам, оно реката за 2 минути дојде. И мислев дека комшијата базенот го пуштил, јас така помислив, базенот го пушти, викам крст. Оно беше кола во дворот, имаше превртена приколка тамо. Дали мислите некој треба да сноси одговорност за ова? Треба. Треба да сноси таа една женска, главна женска тука што водеше автопатот. До сега не е направена никаква заштита, никаков зид. Дали мислите дека некој за тоа треба да сноси одговорност? Треба. Тој што водеше автопатот, што и прави тие изградите, тој треба да сноси. А тој што го пушташе автопатот, дали тој треба да сноси одговорност? И тој треба да го види. Зашто? Да види дали му изграден, дали по прописите изграден, дали уште треба нешто да му се додаде. Трагедии страшни, трагедии од таа водена маса кој што верувате дека било каква инфраструктура да направите, не да имало направено, него да смени. Може би после тоа ќе ја ублажи. Се води кај што има пат, а реките немаат пат, немаат корита. 4 реки се работи за 4 реки, јас тука сум израснат, кои што имале по 10 метри ширина и 2-3 метри длабина. Сето тоа е наполнето, обраснато, страснато и претворено во едни бразди. Значи, од Срешово надолу, претворено во едни бразди.